Сите други спортови, довишени беа, најдобрата публика, најголемата подршка. По 30 години од титулата, ние сме овде, пред овој честен споменик. Просторните услови, сауни и се друго што е потребно за постигнување на едни врвни резултати. И ден денеска што помага на спортисти и на овој град. Ще еднаш голема благодарност до професор Ванчо Чевриганис. Не знам од каде да почнувам, почитувани граѓаните. За овој ден е малце да зборувам за неколку зборови. За овој ден треба месец со години да кажувам за овој историски ден. Почитувани граѓани на Радовиш. Пред 30 години овие шампиони, херои што се позади мене пред вас, ја напиша најголема спортска историја од кога постои Македонија и у независна држава. Од овој град, заедно со вас, напише во спортска арена, како што видите вие ова сликата, меѓу 10.000 граѓани, ја слава најголемата титула во државата, во нашата нација, со 2 титули. Тогаш другите спортови не знаеле што е титули, европски, светски прваци, а Радовиш веќе го имале тоа. Почитувани, многу сум возбуден, повеќе од тоа што го каже и Димчо Ангелов. Заслужуваме да бидеме возбудени, затоа што 30 години поминаа како миг, но спомените остануваат. Не можам да ги заборавам тие моменти кога заедно со господин Чифлиганец и со целото раководство на клубот, а јас како председател, направивме се да го постигнеме она за кое што денес ние славиме и прославуваме после 30 години. Многу од сите заслужни спортисти, спортски работници и функционери не се меѓу нас. Драги мои сакани сограѓани од Радовиш, почитувани граѓани на Македонија, почитувани спортисти, спортски работници, љубители на спортот и сакани мои млади деца што во голем број ги гледаме денес овде. Во целиот мој живот секојаш сум црпел психофизичката енергија од Раклиш, Радовиш, од Македонија. Што прави во животот, секој од вас, граѓаните, имав и почувствував дека сте покрај мене. А во овие најтешки моменти, мои лични и фамилиарни, дојдов тука да ми дадете дополнителна енергија да издржам во животот. Со вас заедно. Ми значите многу, секојаш, а посебно сега. Мојот син, вашиот сограѓани, беше жител 32 години на Радовиш, Душко, го сакаше Радовиш. Животот е таков, загубата е голема, замина неповратна и болката е голема, неизлечива, али вие ми давате дополнителна енергија на мене и на моето семејство, затоа што Радовиш и Македонија има добронамерни, искрени, вредни, благочестиви луѓе. И тоа ни значи на сите нас што такви судбини доживеваме да го издржиме животот. Добрите зборови некој се чувствувам и непријатно, затоа што таков голем резултат што постигна Радовиш, што постигна Македонија, не требе 1, 2, 3, не требе 10, 100. Требеше илјадници и луѓе да се мобилизират, да поддржуваат. Спортистите, борачите, од ова место секојаш сум го тоа потенцирал и сега го истакнувал. Големо фала
Господ да ве чува и од Господ да биете благословени сите тие граѓани учесници оваа европска и светска шампионска титула. Младите сакам да се обртам. Најуниверзална алатка во животот е да се бавиш со спорт, со образование, бизнис, култура. Тоа е миролюбието, вредносите, човечноста на македонските граѓани да се надпреваруваат во животот, а не со поделби, со војни. Тоа е одлика на нашите македонски граѓани, без разлика на која националност, дали се македонци или останатите националности. Затоа, млади, бавете се со спорт и ќе бидете успешни во сите сфери на живење. Од ова место, драги сограѓани, сакани Македонијо, ова обележие, оваа скулптура денес не е славиме, него тоа е само едно обележие на завршетокот, на крајот на вториот милениум, што Радовиш преку Македонија стана првиот клубски, европски, првиот клубски светски шампион. Ова обележие е светилник на идните генерации да се напреваруваат во светот со вредности, со човечност, со знање, со спортски дух, а не со војни, и нека биде светилник на идните генерации на Радовиш, на Македонија, Европа и свет. Ви благодарам од се срце, од душа, ти благодарам претходен гаручалник Ацо Ристов, ти благодарам актуелен гаручалник Љупче Пучивалец и му благодарам на Рудникот Бучик што се вклучи во донацијата на оваа безвременска димензија што има скулптура за европските и светски спорт. Ве сакам од срце и душа, ми значите, ми давате енергија и во оваа најтажна прилика и моменти за мене и за моето семејство. Ова издание, ова здание, ова прекрасна, грандиозна скулптура ќе го краси Радовиш, но ќе биде символ за големата победа на Бучим Јака, Радовиш, Македонија. Почитуван донатор, професор доктор Ванчо Чифлиганец, почитуван пратеник, почитуван градоначелник, почитуван екс-градоначелник на општина Радовиш, почитуван председател на Советот, почитувани директори, спортски работници, спортисти, почитувани гости, мои сограѓани радовишани. Денес сме собрани на едно значајно место и во едно длабоко символичен момент. За свечено откривање на споменик биста на борачите. Посветена на борачите и на најголемиот успех во историјата на боречкиот клуб Бучим. Пред точно 30 години, тука во Радовиш, боречкиот клуб Бучим испиша златна страница во македонскиот и европскиот спорт, освојувајќи европската титула и станувајќи европски првак. Тоа не беше само спортска победа, тоа беше победа родена од труд, калена со дисциплина, водена од вербата и зацврстена со заедништвото. Победа која му донесе гордост не само на клубот, туку и на градот и на Република Македонија. Овој споменик, биста на борачите, е траен белег на таа историска победа. Тој е израз на почит кон сите борачи кои со својата пожртвуваност, упорност и љубов кон спортот го создадоа овој успех. Тоа е сведоштво на време во кое спортот беше чест, идеал и начин на живот. Особена благодарност и искрено признание му упатуваме на професор доктор Ванчо Чифлиганец, човек кој во тоа време ја препозна силата на спортот, застана зад клубот и даде немирлив придонес за овој историски успех. А денес, како донатор на овој споменик,
уште еднаш потврдува дека вистински визионер и остава трајни вредности за идните генерации. Нека овој споменик биста на борачите биде место на сеќавање, но и место на инспирација. Нека ги подсетува младите дека со труд, дисциплина и верба може да се достигнат највисоките европски и светски врвови. Нека ја чува приказната за боречкиот клуб Бучим, приказна за успех, гордост и спортски дух. Со длабока почит кон минатото, но и со верба во иднината. Денес свечено го откриваме овој споменик како символ на благодарност, чест и вечен спомен за една златна генерација на боречкиот клуб Бучим и на Република Македонија. Ви благодарам. Вистини, боречкиот клуб Бучим Јака од Радовиш, Македонија е првиот европски и светски клубски шампион во борење. И тоа ќе остане за секогаш. Тоа не е само спортски успех, тоа е доказ за верата, за истрајноста, за храброста и за луѓето кои никогаш не се откажуваат. Во Радовиш ќе биде трајно сведоштво за тој величествен подвиг за Бучим Јака, за рударите, за Радовиш, за Македонија. Да ги поздравиме сите кои учествуваа во овој величествен чин. И да веруваат во остварување на своите соништа. За вас кои цело време бевте тука, учениците од основните училишта во Радовиш, од прво до петто одделение, има специјални подароци за овој свечен момент. Тука, ако може. Хайде към мене. На здравие. И аз кидам.